Жалопојките на Ахмети веќе не палат ни на Косово. Косовскиот премиер Курти од Приштина истури кофа студена вода врз стезите на Дуи дека во Македонија под новата власт биле загрозувани правата на албанците. Тоа што предизвика најголема болка кај генералот Ахмети е ставот на косовската влада дека албанскиот јазик воопшто не е загрозен во Македонија. Пред се затоа што таков закон, конкретен за тој јазик, едноставно не постои. И во право е Курти. Во Македонија не постои закон за албански јазик, туку постои закон за употреба на јазиците на сите заедници. И тој како таков е донесен на брзина и е полн со фалинки и недостатоци кои сега му висат околу врат пред Уставниот суд. И во кого е вината за тоа? Во владата, во ВМРО ДПМН, во Уставниот суд или во ДУИ, кои брзајки да се представат како единствени борци за правата на албанците во Македонија, усвоија закон кој уште од почеток немаше иднина. И ваквиот легалистички став на Курти очекувано ги разгневи Дуи. Па така Ахметино и неговиот командант Османи мора да потрчаат да го искритикуваат косовскиот премиер и да ја наречат неговата изјава скандалозна. Отидоа до таму да се повикуваат на тоа дека и Охридскиот договор бил постигнат, како што велат, со крвта на мачениците и бил оживеан со најдобрите синови на ослободителната војска на Косово, кои го продолжиле својот идеал во, цитирам, додека Дуи е жива во опозиција или на позиција, нема да толерираме да биде погоден Охридскиот договор, затворен цитат. И мислам дека токму тука лежи зајакот. Изјавата на Курти не го погоди толку Ахмети поради незиниот легалистички карактер, туку поради фактот што ги разоткри лагите што Дуи ги пласира веќе 20 години, а тоа е дека само тие како партија се бореле за правата на албанците. Ете тврде дека донеле закон само за албански јазик, а тој во суштина е закон за сите јазици. Тврдеа дека добиле прв премиер албанец, а тој Кутриот имаше рок од 200 дена и немаше ингеренции ниту требата околу владата да искоси. Тврдеа дека вработили лјадници албанци, а тие само ги полне институциите со партиски кадри кои сега треба да летаат. Тврдеа дека го подобриле животот на обичниот албанец, а во позадина цицаа милиони и милиони евра од народните пари. Па зарем постои поголем пример за лагата од тоа што после 20 години власт не успеа да го направат ниту автопатот до Блаце, односно до Косово, за коеве сега гледаме дека бил само милионска славина каде се одлевале евра во нечии џебови. Болката на Ахмети лежи во тоа, во фактот што Курти индиректно ја обелодени лагата и кажа дека денешното Дуи, а не некој друг, гази врз како што велат мачениците и синовите на УЧК.